Дел од општините од југоистокот мака мача да склучат договори со лиценцирани фирми кои ќе ги снабдуваат со електрична енергија. Откако им истекоа или еднострано им ги раскинаа договорите, општините распишуваат јавни набавки, но на истите нема интерес. На општина Радовиш 3 пати им пропадна обидот преку јавна набавка да обезбедат снабдуваш на електрична енергија, заради што сега мора да плаќаат за 5 пати повисока сметка. Не плаќаме бидејќи постои така наречена организирана енергетска мафија. Значи не сакат да ни продадат сега енергија по јавни набавки, за да бидеме останени на нужниот пазар. И тоа го знаат сите, се прават недоветни. Практично се случува исцрпување на средствата од општините, стратешки, бидејќи никој не презема ништо против ова. Нити регулаторо да ги повика тие лиценцирани фирми да ги праша зашто не се јават на нашите повици. Иако законот вика дека во таква состојба може да се наоѓаш само 90 дена. Радовиш повеќе од 90 дена нема склучен договор. Според Ристов, согласно законот, треба општината веќе да биде исклучена. Добива месечна сметка од околу 45.000 евра, што според градоначалникот е неодржливо бидејќи парите предвидени за инвестиции ќе одат за плаќање енергија. Апелира да има цени како за домакинствата. Не ја исклучува можноста да го бойкотираат и плаќањето. Значи, вака ако продолжи, најверојатно има една од опција општините да се договориме солидарно да не ја плаќаме електричната енергија за улично осветлување. И за 2 месеца нека не исклучат цела држава да падне у мрак, па да видиме кој може, кој не може да се игра. Пошто ова не може вака. Значи нас централната власт игнорира во овој случај, не става сами да се давиме. Реагираат и помалите општини. Градоначалникот на Босилово вели дека високите сметки ќе ги потроши парите во буџетот и ќе нема развојна компонента општината. Особено помалите општини, како што е општина Босилово, кои што имаат помали буџети, оваа енергетска криза се заканува да го исцрпи целокупниот развоен буџет на општината, а на крајот трпат граѓаните на општина Босилово. Во југоистокот половина од општините енергија добиваат од универзалниот снабдуваш, додека останатите имаат договори по ланските цени кои им истекуваат во март и април годинава.